Овие неколку дена на мој личен одмор ги искористив за конципирање на идните одлуки. Секако следуваат и одредени консултации кои што треба да ги направам. Овој период од наредните 15 дена до крајот на месецот сериозни одлуки треба да се донесат за нашата земја. Дел се интегративните процеси, а тоа е процесот на конечно донесување на одлука за добивање на датум за отпочеток на преговорите, која што меѓу другото може би не доминантно, но зависи од некои наши одлуки во самиот парламент, а тоа е Законот за безбедносните служби, Законот за јавно-обвинителскиот систем, кој што верувам дека навремено ќе ги завршиме. Паралелно, овој период ќе го искористам за конечните консултации, така да верувам почетокот на јуни ќе излезам комплетно со промени во раководни структури на министерско ниво, за раководни структури во државните институции и верувам некаде кон крајот на јуни ќе се пуштиме и по вертикала, односно во самите општини, каде што државата е представена со одредени државни институции. Паралелно со тоа, јас како претседател на СДСМ морам да направам и неколку промени во мојата политичка партија, заради тоа што дел како општествена рефлексија врз граѓаните доаѓа и се црпи токму од политичката партија која што е доминантна во власта, тоа е Социјалдемократскиот сојуз. Секако, главните критериуми ќе бидат тие за кои што се дебатираше во текот на кампањата, за кои што дебатираме и пред вас медиумите, а тоа е ароганцијата, неисполнувањето на одредени очекувања на граѓаните, неагилниот однос на одредени носители на високи функции, секако тука е непотизмот, антикорупцијска тоа што го укажа, сите овие аспекти ќе бидат согледани. Добре, еве вака, јас навреме објавив, тоа ми е порано планирано, имајќи во предвид каков период следува и навистина не би можел никогаш да искористам ваков продолжен викенд, освен за летниот одмор. Затоа одлучив навремено да го бисецирам во мојата агенда тоа кое што мене ми е потребно. Јас сум еден од сите вас, од многу граѓани кои што се бореа за слобода. Таа слобода треба да уживаме. Ветив дека ќе бидам нормален, дека нема да работам 24/7. И точно овој период, од овие 3 неработни дена, петокот, понеделникот и вторникот, бев приватно надвор од државата со моите другари за моја лична потреба, каде што имав и доволно време да размислувам за тоа што следува како мој одлук.